Парите од втората фаза од донациите на Црвениот крст деновиве ќе се најдат на сметките на семејствата на повредените. Од утре започнува последната проверка на списоците, па се очекува во текот на неделава парите да бидат одделени на повредените кои се лекуваат во земјава. До сега во првата фаза на исплата по 150.000 денари добија 117 луѓе, семејствата на 59 починати и оние кои се лекуваат во странство. Беше завршена првата фаза од распределување на оние средства кои што беа собрани. Тие средства во првата фаза на 117 лица кои што се лекуваат во странство и на 60 починати лица по трагедијата во Кочани беа распределени средства. Односно, веќе од утре во соработка со Министерството за здравство ќе се финализираат списоците и ќе почне дистрибуција на парични средства, односно помош до оние лица кои што се лекуваат или се лекувале во болниците во Република Северна Македонија. Граѓаните се уште можат да донираат преку телефонскиот број за донации на Црвениот крст кој што постојано е активен. Телефонската линија за донација ќе биде активна се додека е потребно. За сега навистина нема план кога и како би ги затворил тие броеви, тие донации, бидејќи се уште сме нели само на 2-3 недели од како ни се случи големата трагедија, така да за сега навистина како национално друштво немаме конкретен план, односно ќе се следи состојбата како ќе се полнат фондовите и како ќе бидат нели распределени средствата, така и ќе се договараат следните чекори за тоа кога отприлика би се затворил бројот за донација. Црвениот крст досега преку линијата за донации има собрано над 107 милиони денари. Екипата на Црвениот крст по трагедијата во Кочани веднаш започна со нудење на прва помош, психолошка, транспорт и материјална поддршка.